Јасмина Левковска, правни студии. А е децидно забранета од црквата. Едните ја мразат, а другите пак едва ја чекаат. За едните животот е дар, а самоубиството е грев. За другите таа е спас од неизлечиви болести, неиздржливи болки, агонија и страдање. Таа предизвика дебати, широки размислувања и поделени мислења. Ги подели луѓето на хумани и нехумани. Таа е евтаназија или убиство од милосрдие. За прв пат во Италија судот се спротивстави на католичката црква кога го одобри исклучувањето на апаратите за дишење на 37-годишната Елоана Инуаро по барање на нејзините родители во 2008 година. Таа цели 17 години вегетирала во својата постела. Дебата предизвика и евтаназијата на универзитетскиот професор Крейг Еверт од Велика Британија. Овој професор страдал од забавување на моторните неврони. Умрел во 2006 година во Швајцарија со пиење на коктел од седативи и исклучување на апаратот за дишење со сопствените зъби. Сето ова е документирано со филмот Право да се умре. Во филмот професорот рекол дека имал два избора: да умре или да страда и да умре. И во Шпанија во 2007 година лекарите одлучиле да го исклучат апаратот за дишење на 51 годишната Инакулада Ечеварија. Холандија, Белгија, Луксембург, Швајцарија и во исклучителни случаи и Франција и рекоа да на евтаназијата. Финска и Шведска ја легализираа пасивната евтаназија. Пасивната евтаназија сватена како одрекување од бесполезното држување во живот, а услов за тоа е свесната и слободна волја на пациентот да го побара тоа од лекарот. Ние го казнуваме убиството од благородни побуди со затвор од 6 месеци до 5 години, но не објаснувајќи при тоа што се подразбира под благородни побуди. Јас се прашувам во што тоа се состои човечкиот живот. Дали е праведно секој утро да се гледаат само ѕидовите од собата? Или воопшто да не се гледа, не се слуша, не се движи, туку само да се трпат мачни болки и агонија врзан за креветот? Апаратите ќе работат, но што понатаму? До кога? Таа технологија како да ја брише разликата помеѓу одржувањето на животот и продолжувањето на умирањето. Нема надеж, нема решение, бидејќи нема лек. Чуда, а зарем овде се случувале чуда? Овде, каде човековиот живот се става на листа на чекање, не баре се потпишувате во лексикон, а некои умираат зашто брзата помош не може да стигне. Па нели цел живот се бориме да исчезне каква било болка и страдање, а во миговите на констатирана медицинска безнадежност, зарем боловите не се излишни? Човека не го дефинираат името и презимето или болеста. Човек е тоа што создава, тоа што прави, неговите дела. Лесно им е на гадалците, на фаталците им е најтешко. Верувајте, не е лесно од ова место да се говори за оваа тема. Но јас барем не се кријам зад подмолното лицемерие и лажниот морал и ќе кажам дека ја поддржувам пасивната евтаназија. Државата како заедница и систем треба да му даде на човекот право, но не право да умре, туку право да избере, право да одлучи да се отстрани од живот. Самоубиството е грев, но не е казниво дело. Секој од нас ќе го носи гревот на својата одлука. Знаете, чудесни се патиштата Божии. Јас таму не се осмелувам да поставувам семафори. Сепак човекот да се одлучи за својот живот или да ја избере смртта, но во исклучителни медицински оправдани случаи, кога пациентот е во свесна состојба и има слободна волја. И впрочем, како што рекол Ками, највисок степен на апсолутна слобода е човек сам да донесува одлуки како да го заврши својот живот.